Добар ден на сите. Почитувани членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа, член 28 од Статутот на Општина Битола и член 53 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отворам вонредната седница на Советот на Општина Битола. Согласно член 28 став 3 од Статутот на Општина Битола, пред да отпочнеме со работа да гласаме за оправданоста за причините и свикување на водредната седница. Врз основа на евиденцијата на службата констатирам дека на седницата присуствуваат 31 членови на Советот, па според тоа Советот го има 30, Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Предлагам да гласаме по однос на оправданоста. Се уште не е отпочната седницата, кога ќе се прочита дневниот ред, тогаш може процедурално. Процедурално председателе, според член 40 став 4 од законот, член 40 став 4 од Деловникот и член 28 став 3 треба некој да не образложи итноста за да можеме да гласаме. Која е итноста за свикување на оваа седница со 11 точки на дневен ред, иако вчера кога не повикавте дека денес ќе имаме вонредна седница, ни кажавте дека ќе биде со една точка на дневен ред и многу е нелогично кога веќе имаме редовна седница за една недела да се ставаат советниците во заблуда, односно како нов мандат. Вчера сите на конститутивната седница изразивме желба дека сакаме да допринесеме во развојот на градот, за денес да сме сведоци на едно црно сценарио, односно не е честно од ваша страна, како нов во избран председател, да подметнувате 11 точки, без при тоа да ги добиеме материјалите и дневниот ред на време, односно во 12 часот ги добивме дневниот ред и материјалите, а сега е 13 часот. Мислам дека не е фер да се ставаат во заблуда советниците и повикувам од оне што ги предложи да ги повлечи ова седница и да ги гласаме наредовно. Повикувам за оправданоста на седницата да гласаме. Кој е за? 17 гласа за, против? Воздржани? Констатирам дека дневниот оправданоста е донесена и дневниот ред е следен. Точка 1. Одлука за примање на донација, поддржување и промовирање на проект од областа на заштитата, спасување и управување со кризи. Точка 2. Одлука за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на Општина Битола. Точка 3. Изјава дека Општина Битола ги исполнува следните услови. Точка 4. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на договор за грант. Точка 5. Одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт запад 8 блок 3.0801 Општина Битола. Точка 6. Одлука за воспоставување на зонско паркирање на КП број 11472/1 и КП број 11465 КО Битола. Точка 7. Одлука за воспоставување на рубана опрема, рекламни панова, билборди на подрачјето на Општина Битола за периодот 2025-2029 година. Точка 8. Одлука за утврдување на почетна цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни панова, билборди. Точка 9. Одлука за пренесување на право на градење. Точка 10. Локален еколошки акционен план за животна средина на Општина Битола за периодот 2024-2030 година. Точка 11. Одлука за изменување на одлуката и согласност за кофинансирање на проектот Smart for YouTube. Кој е за предложениот дневен ред? Молам да крене рака. Процедурално, ако може да се изјаснам, председателе. Дневниот ред не е усвоен. 17 гласови за. Ред процедурално, мислам дека е нарушена процедурата. Дали има против? Председателе, ве замолувам да се обратам да не ја нарушувате атмосферата на Советот на Општина Битола. Процедурата Ве замолувам да не ја нарушувате процедурата. Кој е против? Кој е против? Воздржани? Против? Колку има?
10 против, воздржани? Нема воздржани. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Прва точка. Одлука за примање на донација, поддржување и промовирање на проект од областа на заштита, спасување и управување со кризи. Повели, ајде. Почитувани граѓани, ова е демократијата на ДПМН на дело, треба да се расправаме заедно процедурално обраќање, каде ја нарушуваат процедурата. Умешно ве слушав и умешно го избегнавте членот 27 за свикување на вонредна седница, бидејќи истиот гласи, член 27 од статутот на општина Битола гласи: вонредна седница се свикува за прашањата од значење на безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности, односно пожар, поплави, земјотреси и слично, и при посета на делегација од друга земја која таа сака да се обрати на членовите на Советот. Умешно го избегнувате да го напоменете овој член 27 за свикување на вонредна седница, бидејќи никаде не гори. Единствено му гори на градоначалникот за да се спаси и да го амнестирате за Smart for You. Smart for You не е никаква елементарна непогода, освен тоа што имате направено кривично дело. Единствено е тоа. И ова вонредна седница е свикана само за да го спасите столчето на градоначалникот и тој да не оди во затвор. И умешно се држи истата таа кривична постапка 2 години во фиока. Ете, тука ги нарушувате процедурите, председателе. И срамота е да треба да се расправаме за јас да излезам и да кажам каде е нарушена процедурата. Немаме основ за вонредна седница. Благодарам. И Левица нема да учествува во ова вонредна седница, бидејќи сметаме дека нема ништо вонредно во овие точки, се криете зад параванот на донации за да го амнестирате градоначалникот. Левица ќе ја напушти салата. Благодарам. Ви благодарам, колега. Процедурално. Трајковски. Момент. Благодарам на колегата Трајковски. Во претходниот совет имавме за жал еден судија обвинител кој за стрејка не е меѓу нас и тој е избран за советник и морам за јавноста да појаснам врз основа на кој член е свикана седницата, врз основа на член 53 од деловникот и тој гласи вака: вонредна седница на советот свикува претседателот на советот по сопствена иницијатива или на барање на најмалку 1/3 од членовите на советот. Оваа седница е закажана по барање на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, на која се потпишани 16 членови на советот. Повелете. Повели Чулаковски. Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, иако вчера ни беше кажано дека денешната седница ќе биде само со една точка на дневен ред, односно примање на грант, како што видовме, како што објави градоначалникот на неговиот Facebook профил, за доизградба на противпожарната станица, денес може да видиме на дневен ред, на подмекол и на низок начин се подметнати многу точки кои што ви жежат, морам да кажам, и морам да ги предупредам другите колеги советници за неколку точки кои што овде претходно не беа изгласани, да бидете свесни за што гласате. Дека ова денес овде што се случува не било ниво нелошото време на горевизмот и на двојче. Ке почнам од точката 3, која што вели дека треба да потпишеме ние како совет овде или да изгласаме една изјава, за која што сигурно сум дека не знаете за што е, која што вели дека јавните предпријатија, водовод и нискоградба не се должници, дека не должат, дека не се заглавени и дека работат нормално. Тоа е една од точките која што претходниот совет не ја изгласа, бидејќи е криминал да изгласате нешто за кое што знаете дека јавните предпријатија се заглавени.
Друга точка е Smart for You проектот, за кој што градоначалникот има кривична пријава, со ова автоматски ќе го ослободите. Затоа е итна оваа точка. И уште нешто. Сваќам итноста за грантот, меѓутоа другите сите точки се подметнати и исто така ви информирам дека советничката група на поинаку ќе напушти седницата и во вакво криминално, да речам, решавање на проблеми нема да учествуваме. Благодарам. Благодарам, колега Чулаковски. Повелете. Почитувам председателе, почитувани колеги советници. Јас сум Софија Ристевска Петрушева и го кажувам моето име заради еден едноставен, но многу важен факт. Јас сум нова советничка во овој совет, значи не бев советничка во минатиот совет. Во нашата пратеничка група имаме 3 нови советници, а ние денес, неполн час пред почетокот на оваа седница, ги добивме материјалите за точките што ќе се дискутираат денес. Вчера бевме информирани дека ќе имаме само една точка. Ние имавме позитивно размислување за таа точка, но денес, кога видовме дека ќе имаме точно 11 точки, без да имаме шанса да бидеме подготвени, информирани, без да имаме шанса да го направиме нашиот ресерч и истражување, цениме дека сме фатени во препад, цениме дека немаме услови за работа и цениме, пријатели, дека ова не е фер атмосфера за работа. Навистина и нашата пратеничка група ќе ја напушти оваа седница ради едноставната причина што ние немаме услови за работа, основни услови за работа, што треба да ги има секој еден советник во Советот на општина Битола. Ви благодарам. Ви благодарам. Ви посакувам пријатен ден. Повели Димитар. Почитуван председателе, почитувани советници, некако многу брго, уште денес она што го зборувавме вчера, дека ќе имаме некаков конструктивен совет, дека ќе пробаме сите одлуки да ги носиме со консензус, денес пропадна во вода. Значи, јас сум еден од тие нови советници, а има многу и од десната страна што гласаат веднаш за точки кои поминале на комисии или се дискутирале во минатиот состав. Значи, ние не сме запознаени како ќе ги гласаме овие точки, кога не сме запознаени. Например, за точката локален еколошки акционен план за животна средина на општина Битола за период од 24 до 30 година, материјалот е 150 страни. Нас материјалот не стигна половина час пред да започне седницата. Значи, тој не можеш да го прелисташ, а не да носиме некаква одлука врз основа на таа точка. Дополнително, зонското паркирање дали беше денес моментот одма да го менуваме на вонредна седница. Јас сум да се повлечи овој дневен ред, доколку е тоа возможно, и да се оди да носиме одлука само по основ на донациите. Затоа што вака, не информирани доволно, ние не знаеме ни како да гласаме, можеби сакам да го поддржам тој проект, но не сум доволно информиран. Има многу нови советници и во вашите редови, дајте да не избрзуваме, имаме време, ќе донесиме одлуки по основ на останатите точки, освен за донациите, во текот на наредната недела. Еве ги добивме материјалите, ќе ги разгледаме, ќе отвориме, ќе видиме на комисии што се дискутирало, за да добиеме целосна слика како понатаму ние да ги гласаме овие точки. Верувам дека се голем дел во интерес на битолчани, но дајте ни прилика да се запознаеме барем со оваа материја и овие точки кои ги гласаме денес. Благодарам. Ви благодарам. Првата точка, одлука за примање на донација, поддржување и промовирање на проект од областа на заштита, спасување и управување со кризи. Отворам претрес по предлогот. Молам кој бара збор, јас ќе земам збор. Почитувани колеги советници, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Повторно, некој сакаше советот и пробува да го стави во една позиција каде што сакат да се прават циркузи, да изигруваат јавни обвинители и судии. Тоа јасно и гласно го кажав и вчера и така ќе продолжам до крајот на мојот мандат. Такви работи нема да бидат толерирани.
И ќе порачам само едно, граѓаните денес видоа, до советничките групи на СДСМ, поинаку и Левица, дека проблемите на граѓаните не се решаваат со бегање. Се решаваат тука, во оваа сала, преку разговор и дебата помеѓу советниците кои што се избрани. Благодарам и на колегата Димитар кој што ја кажа својата забелешка и малце сум зачуден во делот каде што кажуваат и дел од советниците останатите кои што напуштија седница дека не биле спремни за денешната седница. Почитувани колеги советници кои што не сте тука, вие на изборите во месец октомври ја баравте довербата од граѓаните за вие да седните во овие клупи и вие да бидете локална власт. Кажувавте дека вие сте најспремните и најдобрите и затоа баравте нивната поддршка. Граѓаните многу мудро одлучиле на денот на гласањето на 19 октомври. Ви кажаа дека вие, советничката група на СДСМ, е во моментот со 5 членови и нема никаква поддршка. Односно, советничката група на СДСМ е само еден автомобил со патници. Не ја свативте пораката од граѓаните кои што ви упатија на 19 октомври. Треба темелно да размислите, бидејќи 4 години назад ви укажував дека работите спротивно на интересите на граѓаните, ви упорно сите ги убедувавте и граѓаните, се лажевте меѓу себе и нас, дека вие ќе победите, дека вие ќе бидете локална власт. Не само што не се локална власт, тие сега немаат се втора, односно може да бидат и трета партија во градот, а веќе на државно ниво да не зборуваме. Затоа денешното бегање е срамно. Јас ќе кажам по однос на првата точка. Денес е голем ден за градот. Битола, преку нашиот најголем стратешки партнер, Соединетите Американски држави, добива грант за изградба на нова територијална противпожарна единица, односно незино завршување во старата касарна Варама. Тоа треба да ни биде гордост и очекував денес сите едногласно да ја поддржиме таа одлука и да се заблагодариме на нашите стратешки партнери и амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Меѓутоа, очигледно дека и проектите кои што ги даваат нашите партнери, дали од Европска унија, дали од Соединетите Американски држави и други донации, очигледно дека она што го пропагира и СДСМ не е прозападно, не е проевропски. Очигледно тие сакаат некакви други донации. За Левица не ме зачуди што е напуштија седницата, бидејќи тие не ги поддржуваат тие наши стратешки партнери. Тие сакаат да соработуваат со Северна Кореја. Тоа е реалноста. Денес е голем ден за градот. Имаме две донации. Едната е, како што кажав, противпожарната единица и другиот е втората точка, грантот за нови водоводни линии и канализациони мрежи, каде што водоводни и канализациони мрежи, 6 км нова водоводна мрежа, 4 км нова канализациона мрежа, возобновување на дел од улиците кои што подоцна ќе ги споменеме. Очекувам поддршка од советниците кои што останаат тука и со ваков тон и викање стигнаа таму каде што се. Ви благодарам на сите. Молам друг кој бара збор, повели Александар Цветановски. Ќе одим еден од дваму и после. Почитуван председател, почитувани членови на Советот, почитувани представници на медиумите, многу ми е жал што денес вака започна Советот, веќе ако советниците од опозицијата мислеа да ја напуштаат седницата, покоректно би било да ја напуштат после првата точка, каде што ние и битолчани ќе видевме дека гласаат за доброто на Битола, гласаат за донацијата. Но тоа што е тука е. Почитувани советници, денес зборуваме за еден од најзначајните инфраструктурни проекти во поновата историја на општина Битола. Зборуваме за нова противпожарна зграда,
што символизира стабилност, безбедност и сигурност на граѓаните на општина Битола. Со 52,8 милиони денари, општина Битола ја направи првата фаза од противпожарната зграда, а со денешната донација од над $1 милион од владата на Соединетите Американски држави, што и лично како советник јавно се заблагодарувам, ќе влеземе во втората фаза, односно во завршувањето на противпожарната зграда. Почитувани, овој проект обезбедува современи услови за пожарникарите, за побрза интервенција во вонредни ситуации и поголема сигурност не само за битолчани, туку и за граѓаните на нашите околни општини, односно Новаци, Демир Хисар, Могила и Ресен. Противпожарната зграда ќе донеси подобри услови за пожарникарите, таа е енергетски ефикасна, со енергетско ефикасна фасада, со современа комуникацијска, противпожарна, електрична и водоводна инфраструктура. Општина Битола продолжува и понатаму со реализација на десетици проекти кои ќе ги финансира од својот буџет, продолжува со реализација со десетици проекти кои ќе ги поможи, ќе ги финансира владата на Република Македонија. Тоа ќе значи повеќе патишта, нови патишта, реконструкција на училишта, нови паркови, спортски сали, нов спортски комплекс, што ќе смени сликата на секое населено место, во секое мало, во секое село. Битола денес е град што работи на модернизација, безбедност и сигурност на граѓаните на општина Битола. Ви благодарам. Ти благодарам. Димитар имаше збор, подоцна ќе види Стефан Тековски. Вака сега да не дојде до искривување на тези, значи никој не е против носење на одлука за добивање на донации. Јас реков дека тие точки треба да останат. Останатите кои се туркаат на сила или на брзина треба да се повлечат и да се носат наредната недела по 5 дена, 6 дена кога ќе се спремиме и ние доволно за да можеме да бидеме конструктивни. Јас пак велам, не сме ние против и овие одлуки. Ако сметате вие, господине председателе, дека требаше ние да ги следиме сите седници, сите комисии кои ги имал претходниот состав, то верувам дека и вие не го направивте. А не тек ние што не бевме во тој состав, да не носиме пребрзани одлуки, затоа што граѓаните на овие избори ни укажа и ни порачаа дека поддршката ја немаме како што имавме во минатиот период. И ВМРО ДПМН, ако има 16 советници, на половина од гласовите ги освои од само пред една година. Тоа е доволен показател дека треба да почнеме да размислуваме, да работиме во интерес на битолчани, а не со политиканство. Затоа што сите одлуки кои ги носиме се исклучиво во нивни интерес. Пребрзани, избрзани одлуки видовме минатиот состав што се случуваше. Кочници, обструкции, да не се доведиме овој совет да го донесиме во таков циркус повторно. А денешната седница остава еден мал сомнеш дека може да тргне овој совет повторно во исто сценариот пред 4 години. Ние не сме овде да водиме висока политика. Во парламентот ќе си ја водат високата политика. Ние треба да бидеме овде исклучиво сервис на граѓаните на општина Битола. А против не е никој да се добие донација за противпожарна станица. Само што експозето на градоначалникот од пред 4 години некако доаѓа исто и тогаш беше дека ќе добиеме противпожарна станица и спортска сала, тогаш имавме плюс училиште, сега повторно по 4 години со истото настапуваме. Противпожарна станица и спортска сала. Значи точките останаа исти, прошлите 4 години не се реализира, одиме сега барем овој мандат да ги реализираме, но дајте да не правиме со брзање, се имаме време. Не е ништо страшно за останатите точки, да, за донациите да ги донесиме одлуките денес и тие што побрзо да ги повлечеме тие средства. Благодарам. Благодарам. Стефан Тековски повели. Ви благодарам, почитувам председателе.
Јас како представник на граѓанска иницијатива Грин не гледам причина зошто би ги одбил овие грантови. Сепак сметам дека се во интерес на граѓаните и нашиот концепт е таков, односно работиме во интерес на граѓаните и оние граѓани кои што ни ја дале поддршката, но сепак како нов во Советот барам за некои од точките на дневен ред подетално образложение. Ви благодарам. Ти благодарам. Дали некој друг има збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 20 гласа за, против и воздржани нема. Констатирам дека првата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на втората точка од дневниот ред. Одлука за давање на согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина Битола. Отворам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Јас ќе земам збор. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, јавност, денес имаме точката на дневен ред, онако што речиси една година беше закочено од страна на советниците кои што го има мнозинството во претходниот совет, се работи за грант, одобрен од страна на владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина и просторно планирање за изградба и реконструкција на водоводни линии и канализациони мрежи во должина од 10 км, односно 6 км за водоводна мрежа и 4 км за канализациона мрежа. Грантот е одобрен на сите општини во Република Македонија и општина Битола е една од последните општини која што го нема искористен овој грант, бидејќи претходно имаше обструкции и кочници во Советот на општина Битола. Се надевам дека денес едногласно ќе усвоиме оваа одлука со цел проектот да може да продолжи во Министерството за животна средина и просторно планирање, каде што јавната набавка ќе биде распишана од страна на Министерството, тие ќе изберат изведувач и ќе започне реконструкцијата на водоводните и канализационите мрежи во наредната градежна сезона, бидејќи оваа градежна сезона речиси е при крај и да има можност да се интервенира. Сакам да ме информирам вас советниците и граѓаните, веќе беа неколку пати информирани за кои се линии се работи. Реконструкција на водоводна линија на улица Булевар 1 мај, односно од Црмост до Борово, булеварот 1 мај ќе биде реконструирана водоводната канализационата мрежа и веќе општината има случаен договор за избор на изведувач за промена на коловозот. Договорот е случен, потребно да се изведат подземните инсталации. Реконструкција на водоводна линија и канализација на улица Гаврило Принцип. Реконструкција на водоводна линија и канализација на улица Паца Ванчова. Реконструкција на водоводна линија и канализација на улица Владко Миленковски. Реконструкција на водовод и канализација на улица 7 бригада. Изградба на водоснабдителен систем за село Лисолај, втора фаза, односно онаму каде што застанале некој претходен совет и претходен мандат, уште во 2019-2020 година, сега да се реши проблемот на жителите од село Лисолај и конечно и тие да имаат еден нормален и пристоен живот, бидејќи граѓаните од руралните средини заслужуваат да ги имаат истите услови како што ги имаат и граѓаните кои што живеат во центарот на градот. И изградба на фекална канализација во село Трново, втора фаза, веќе е случен договор со избран изведувач за промена на коловозот од делот каде што е застаната сега реконструкцијата до границата на националниот парк, ќе има нов коловоз, меѓутоа претходно треба да биде замената подземната инфраструктура. Бидејќи сите улици кои што ги правевме и во претходниот мандат и во овој мандат треба да продолжиме темелно да ги реконструираме улиците, односно не да има само мачкање и шминкање, односно ги реконструираме комплетно. Водовод, канализација, цела подземна инфраструктура влегува под земја и на крајот имаме нов коловоз. Ви благодарам.
Дали друг некој бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 20 гласа за, против и воздржани нема. Констатирам дека втората точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на третата точка од дневниот ред. Изјава дека општина Битола ги исполнува и ќе ги исполни условите. Отворам претрес по предлогот. Молам кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и Стефан за истите повели. Ако може детално образложение за третата точка. Третата точка, значи трета точка и четврта комплетно се документи кои што ги побарува Европската инвестициона банка преку Министерството за животна средина и просторно планирање, односно тој е пакет на документи кои што треба да бидат подпишани од страна на градоначалникот и председателот на совет. Без овие документи, општина Битола нема можност да ги искористува финансиските средства. Претходно е донесена само одлука за утврдување на приоритетни проекти. Меѓутоа тоа не беше доволно и бевме одбиени од Министерството за животна средина. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, го заклучувам предлогот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 19 гласа за, против, воздржани, 1 воздржан. Констатирам дека точката од дневниот ред е усвоена. Четврта точка, одлука за давање на согласност и овластување за подпишување на договор за грант. Отворам претрес по предлогом. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Едногласно, бидејќи констатирам дека четвртата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на петтата точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт запад 8 блок 3.08.01 општина Битола. Отворам претрес по предлогот, молам кој бара збор. Јас ќе земам збор. Повели Стефан ако сакаш и после јас. Добро, ајде. Почитувани колеги советници, јавност, денес е нацрт деталниот урбанистички план за, како што го викаме ние во Нова Битола, за изградба на нов спортски комплекс во градот, бидејќи она години наназад кој што го бараа граѓаните, сега конечно се најдува и локација каде ќе биде сместен комплетно со инфраструктура и се. Ќе започнам, не е значи само за деталниот план само за спортскиот комплекс, тој содржува и други содржини. Тој е нов реалски центар во делот на Нова Битола, или попознато делот на Кеопс, каде што се наоѓа сега, оние диви гаражи кои што беа во таа зелена површина, ние како општина со одлука на советот ги отстранивме и се оди до нивите каде што претходно се засадуваа некои земјоделски култури. Таму е предвидено изградба на спортски комплекс, изградба на плоштад, изградба на старски дом, градинка, училиште и објекти за колективно домување. Идејата на овој нацрт детален урбанистички план е конечно истиот да биде презентиран јавно пред јавноста, каде што граѓаните ќе можат на јавни анкети и тука во салата и подоцна со доставување на нивни предлози, идеи и забелешки, истиот да биде изменуван. Сега е тој предлог, целта е да биде јавен, да го видат граѓаните, да дадат своите предлози, подоцна уште еднаш да го разгледа советот, комисијата за урбанизам во општина Битола, комисијата за урбанизам при советот на општина Битола и истиот да го изгласаме тука како совет, да стане важечки и да се отпочнат да се одвиваат таму нови инфраструктурни зафати. Идејата на овој нацрт детален урбанистички план е да се проби улицата, поранешната улица Борис Кидич, сега Димитар Илиевски Мурато, во тој дел, да се стигнува со кружен тек еден каде што е пред Кеопс, се продолжува нагоре, ќе има булеварско решение, ќе се има подземен паркинг за
спортскиот комплекс, плоштадот, да се проби улицата која што оди покрај реката, која што иде од Брустничка и Лавчанска населба, а кај делот кога се оди од улицата Партизанска од Веро нагоре према Брустничка и Лавчанска населба, тука е предвидено со нацрт детални урбанистички план да има кружен тек и да си се оди од две страни да се влегува во тој нов реалски центар. Исто така сакам да информирам вас и јавноста дека на неколку пати беше објавуван оглас за избор на основен проект за изградба на спортскиот комплекс. Ако не се лажам, денес во текот на денот или до крајот на оваа недела, односно наредната недела, ќе биде донесена одлука за избор на изведувач кој ќе го нацрта основниот проект за новиот спортски центар. Односно, за да почнеме да го градиме спортскиот комплекс и сите придружни содржини, потребни ни се неколку чекори кои што треба да се донеси нацрт детални урбанистички план, да биде усвоен деталниот урбанистички план, основниот проект паралелно ќе се прави, кога ќе имаме основен проект, ќе знаеме и точната вредност на спортската сала која што ја бараме сите ние и граѓаните ја бараат. Бидејќи претходно се што кажувале и останатите кои што по програмите на партиите биле години назад, му кажувале некакви други локации. Сега конечно најдовме локацијата, ќе имаме основен проект и ќе бараме начини да го финансираме преку развојната програма, можеби владата ќе ни помогне, ќе бараме други фондови, меѓутоа кога бараме нешто треба да имаме точна пресметка колку истото ќе не чини, а не само да ветуваме и потоа да не остваруваме. Затоа е најдобро да дадеме поддршка на овој нацрт детален урбанистички план. Благодарам. Повели Стефан. Пред се ја поздравувам одлуката дека народот ќе има можност да се изјасни, односно ќе биде отворена јавната расправа во однос на оваа точка, но сакам да поставам едно прашање да му разјасниме на јавноста, нели вие кажавте дека тука имало ниви, дали станува збор за приватен посет и дали тој приватен посет ќе биде регулиран во однос на законските мерки. Ти благодарам, сега ќе објаснам. Ти благодарам на прашањето и добро што ме потсети, бидејќи претходно на Комисија за урбанизам и во Советот беа сите поканети во претходниот состав, каде што беше презентиран нацрт деталниот, со цел да се запознат советниците пред да се одвива гласањето, кој за жал не го поддржаа тогаш, и беа повикани и приватните собственици кои што имаат дел таму парцели, и нивните проектанти, си имаат нивни пријатели викнато тука, има можност само да го видат, меѓутоа не и можност да интервенираат во, бидејќи не беше јавно објавен, немаше јавна анкета. Токму ова сега, на сите оние приватници кои што имаат таму земјиште, кои што не е во градежни парцели, тој е многу битен момент, немаат градежни парцели, меѓутоа имаат земјиште. Сега, тоа ние ќе го урбанизираме, ќе имаат можност сите оние кои што имале приватен имот таму, истиот да му биде да му добие на вредност, на цена, и долку на нивната, тоа што се бунеа, дел се сеќаваме од граѓаните, ги лично ги познавам, се бунеа зошто на мојата земјиште има старски дом или дел од земјиштето ми фаќа старски дом, сакаме ние згради да си правиме таму, бидејќи сега најмодерно е да бидат сите градежници и да продаваат станови. Ама мислам дека и луѓето кои што имаат приватен имот таму се вешто изманипулирани од сите оние градежни тајкуни во градот, кои што го наказија, одговорно тврдам дека е така, сакаат сега и тој дел да го наказат. Бидејќи има една локација претходно за изградба кај што го направивме новиот парк во Нова Битола, сака и тоа да го направат згради, меѓутоа таа идеја освоетивме и таму има зелена површина. А овде исто секој што има приватно земјиште, доколку кај него му предвидено да има плоштад или да има старски дом училиште,
ќе биде, доколку така биде усвоен деталниот план, ќе биде соодветно дали тој ќе може да го продаде на некој друг да направи старски дом, доколку училиште или градинка ќе го обештети општината. Можеби во текот на јавната дебата истото ќе биде променето. Значи, најдобрата варијанта за граѓаните кои што имаат приватен имот е да има важечки детален план и односно и нацрт деталниот да можат да интервенираат и да разговараме со луѓето. А не сега му цртаат на неградежни парцели, му викаат ова ти е градежна парцела. Немаат градежни парцели сега. А со нацрт деталниот ќе имаат и ќе биде како што треба направено, бидејќи сега и тие да имале и градежни парцели, како што ги лажат, нема инфраструктура, како ќе стигнат граѓаните до нивните домови, нема улици, нема водовод, нема канализација, нема ништо. Како во насред нива ќе почнуваат сега да му продаваат и станови, бидејќи сега најмодерно е на дупка се продаваат станови. Така, сите тоа го знаеме. Сега сакаат и во нивите, насред нива да му продаваат парцели. Апелираме до граѓаните кои што имаат приватни парцели да се замислат и да не подлегнуваат на оние кои што ги замајуваат. Јавниот интерес е секогаш пред приватниот, само ќе кажам, бидејќи ние сме избрани да го штитиме јавниот интерес на граѓаните. Благодарам. Дали некој има збор да земи? Бидејќи никој повеќе не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 18 гласа за, против, воздржани, 2 воздржани. Констатирам дека петата точка од дневниот ред усвоена. Минуваме на шестата точка од дневниот ред. Одлука за воспоставување на зонско паркирање на КП број 11472/7 и КП број 11465 КО Битола. Отворам претрес по предлогот, молам кој бара збор. Павел Таковски. Сакам на јавноста да му прикажеме за кој катастарски се извинувам парцели станува збор. Исто така, оти ние пред седницата имавме мал состанок, дознавме за кои катастарски парцели станува збор. Сакам да прашам дали за оваа точка на дневен ред постои совраќајно решение и граѓаните кои што се опфатени со оваа точка би имале можност да ги задоволуваат своите потреби. Ти благодарам, ќе одговорам бидејќи бев директно вклучен во ова. Благодарам. Се работи за катастарски парцели на делот позади зградата ЈАД во централното градско подрачје, каде што една од првите одлуки кои што ги носевме во Советот, кои што беа непопуларни, беше рушење на сите оние диво поставени гаражи. И со диво поставените гаражи почнавме токму од центарот на градот, од ЈАД, и ќе образложам и зошто, бидејќи таму сите кои што имаа гаражи, прво беше кал. Со автомобилите влегуваа во кал, и кога слегуваа од своите автомобили, газеа во кал, и калта ја носеа и прво дома, кога врнеше не можеа да излезат. Подоцна со автомобилите целата кал ја носеа низ цел центар на градот. Тогаш имавме долги дебати, имаше протести таму, ги убедуваа тогашните советници од СДСМ дека ќе се правела катна гаража, дека ќе не знам како ќе било. Тогаш му кажавме честно и поштено на луѓето дека таму тоа ќе биде поплочено, ќе биде осветлено, бидејќи претходно беше темно и калливо. И не веруваа луѓето. Ги отстранивме диво поставените гаражи кои за жал не ги користеа за своите автомобили. Имаме фотографиите, неколку пати се поставени, тука ги има и во инспекцијата, таму се чуваа најразлични работи кои што не му биле потребни на граѓаните, односно ги чувале како некои остави. И имаше дури некои кои што приватно екзистираа таму, имаа магазини, имаа работилници во центарот на градот. Замислете, тоа се случуваше и среќа што не дојде до нешто, па после пак ќе бевме, Советот ќе беше крив, зашто не постапило. Меѓутоа таму се реши системски. Во делот нова. Имавме обид истото да го направиме и претходно да има зонско паркирање,
немавме мнозинство и не донесовме таа одлука и граѓаните се неколку пати со патија до градоначалникот, бидејќи таму е тоа една бесплатна зона во моментот за паркирање. Имаат проблеми со сопствените автомобили сега, мака мачат да ги паркираат, бидејќи од Сабајле сите кои што работат во центар на градот, таму ги паркираат автомобилите и не плаќаат ништо. Кај граѓаните се незадоволни и јавното претпријатие Паркинзиево не може да оствари приход, а тоа се одржува и се плаќа се од нашите финансиски средства, од сите граѓани. Затоа сакаме системски да го решиме сега комплетно, како што е за сите станари, ќе си плаќаат граѓаните по властена карта кои што имаат, кои што седат во становите, мислам дека е 200 денари месечно се плаќаат за собствениот автомобил, а секој оној кој што оди во центар и ја паркира колата ќе си има зонско паркирање, ќе си праќа порака или ќе си купи билет, ако не плати паркинг, нормално ќе си добие казна. И со тоа ќе ги дестимулираме граѓаните да паркираат во оние сите бесплатни зони, бидејќи таму се отвори сега еден нов локал и поголемо движење има се за сообраќаен проект. Таму има и сообраќаен проект одобрен од страна на СВР Битола, кој што е регулирано движењето на автомобилите, бидејќи за да се стави истото во функција, да можат да влегуваат автомобили без сообраќаен проект, тоа не е можно да влегуваат некаде автомобили. Значи, ситуацијата ни е чиста, да се обидиме, да понудиме решение. Решение не е да биде слободно, бидејќи она што е испуштено и се случува и анархија некогаш, така. Благодарам. Дали друг има повели? Реплика кратко. Сакам да го појасниме накратко планот од каде граѓаните би влегувале, излегувале и самиот во себе си поставуваме едно прашање доколку станува збор за јавен паркинг, дали граѓаните кои што живеат во тој дел би можеле да ги паркираат своите возила поради тоа што станува збор за централно градско подрачје и знаеме колку е оптеретен паркингот во градот. Затоа јас викам, ако биде платен паркингот, граѓаните ќе нема да одат поголемиот дел, нема да отидат кои што сега, бидејќи најголем проблем е сите кои што работеле во центарот на градот, уште од Сабајле од 7:38, и лично си имам уверено, имам одено, си ги паркираат таму автомобилите, бидејќи е бесплатно. Иначе треба да си плаќаат месечни билети за своите автомобили пред работните места каде што одат на работа. Тоа е. Друг дали има збор? Павели Јагода. Не е конкретно за овој случај, меѓутоа многу сличен е и затоа сакам да прашам. За паркингот позади музејот. Пошто јас таму живеам, ние таму што живееме не можеме да си најдеме место за паркирање на нашите возила, од што доаѓаат најчесто грци во викенд. Паркингот е толку оптеретен што би било убаво да се стави и тоа тука негде во разговор, да се примени истата мерка за луѓето кои што живееме таму, да си плаќаме месечни паушали и местото наше да не биде наше, да не ни го земат. Ви благодарам. Имам и биес пријатели кои што живеат баш на тој дел од музеот и истото го бараат, меѓутоа правниот пат за остварување на право на паркинг е станарите кои што живеете таму, треба да се соберете 51%, да поднесите барање во јавното претпријатие Паркинзи, да се случите со нив договори, да постават соодветни обележувања табли, да го бележат паркингот и да се случите со нив договор. Бидејќи навистина таму ситуацијата е, можам да кажам, претходно имаме паркинг кој што е на делот на спортската сала Боро Чурлевски, 30 денари е цел ден и никој таму не паркира, сите паркираат пред музеот. Тоа е добро да се размислува, еве вие живеете таму, да се организираат граѓаните, повикајте ги во совите, ќе ги опатиме, се што е во наша надлежност и знаење, ќе му помогнеме да му го решиме проблемот. Дали друг некој бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака.
17 гласа за, против, воздржани, 2. Констатирам дека шестата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на седмата точка од дневниот ред. Одлука за поставување на урбана опрема, рекламни панова, билборди на подрачјето на општина Битола за периодот 2025-2029 година. Отворам претрес по предлогот, молам кој ба разбора. Бидејќи никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 19 гласа за, против, воздржан, 1 воздржан. Констатирам дека седмата точка од дневниот ред е усвоена. Одлука, минуваме на 8-та точка, одлука за утврдување на почетна цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни панова, билборди. Отворам претрес по предлогом. Молам кој ба разбора. Бидејќи никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 19 гласа за, против, воздржани, 1 воздржан. Констатирам дека 8-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 9-та точка од дневниот ред, одлука за пренесување на право на градење. Отворам претрес по предлогом. Молам кој ба разбора. Бидејќи никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 17 гласа за, против, воздржани, 2 воздржани. Констатирам дека 9-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 10-та точка од дневниот ред, локален еколошки акционен план за животна средина на општина Битола за период 2024-2030 година. Отварам претрес по предлогот, молам кој ба разбора. Повели Димитар Кузмановски. Вака, сега овде носиме одлука за акционен план за животна средина од 2024 до 2030. Значи на овој акционен план 2 години веќе требало да се работи нешто и таму вели во еден дел, колку што успеав бидејќи обемен, да видам согласно член 64 од Законот за животна средина, главни цели во процесот на изработка на ЛЕАП, тој е локален еколошки план, се заштита и унапредување на квалитетот на воздухот, обезбедување чиста вода за пиење и заштита на водните текови, третман на отпадните води, управување со отпад, заштита од бучава вибрации кои доаѓаат од индустријски и комерцијални објекти, урбан развој, просторно планирање, развој на локален јавен транспорт и управување со сообраќај, зголемување на енергетската ефикасност, развој на еколошко-културниот туризам и негово потенцијално влијание врз животната средина, заштита на биолошката разновидност, управување со природните ресурси, зголемување на јавната свест и така натаму. Па ме интересира во овие 2 години од овој акционен план представник од власта да реферира што е направено по однос на овие сите точки кои ги наброја во општина Битола. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој повеќе не ба разбор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 17 гласа за, против, воздржани, 3 воздржани. Констатирам дека 10-та точка од дневниот ред е усвоена. 11-та точка од дневниот ред, одлука за изменување на одлуката и согласност и кофинансирање на проектот Smart for Youth. Отворам претрес по предлогот, молам кој ба разбор. Тековски повели. Колку што можев да стигнам до информации, станува збор за проект во кој што беше вклучен и ресторанот парк до офицерски број, до офицерски дом, за кој што беа, мислам, одобрени средства и сакам да прашам дали со оваа одлука подразбирате реновирање и обновување на ресторанот парк и негово вклучување во рамките на офицерскиот дом. Ви благодарам. Благодарам.
Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 17 гласа за, против, воздржани, 2. Констатирам дека 11-та точка од дневниот ред е усвоена. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен и седницата ја заклучувам.